Иселувањето на младите последниве години предизвика голем број парцели со квалитетно земјоделско земјиште да останат запуштени. Во отсуство на официјални статистички бројки, се претпоставува дека 1/4 од струмичкото поле во приватна сопственост стои необработено, а на кое може да се произведува храна. Во пресрет на пролетната сеидба, цели парцели се обраснати со трева и грмушки. Ова е полето меѓу населените места Ангелци, Велјуса и Водоча. Голем дел од нивите овде се необработени. Станува збор за земјиште во приватна сопственост, кое е покриено и со систем за наводнување. Но заради немање млади, овие парцели не се обработуваат со години, иако овде своевремено се одгледуваше пченка, пченица и градинарски култури. Дека добар дел од струмичкото поле не се обработува ќе потврдат и жители кои се во поодминати години се помалку ги има по нивите. Миле Јанев од Велјуса, чии синови се во Белгија и Германија, вели дека обработува само половина декар лозов насад, бидејќи со сопругата не може да одгледуваат други земјоделски култури. Два сина. Еден е во Белгија, еден во Германија. Фамилиарно. Сам сум со баба дома. Па напуштено нема кој да го обработи. Гледај што е тука. Само ние сме тука, тоа лојсо го обработуваме, ја тие тука се прелози на таму, нема кој. Кој ќе го обработува? Нема млади или што е работат? Нема млади, само стари устанаја, инвалиди. И нема кој да работи. Шо јас ја половин декар лоза работам, ако не он, тука најјаката површина. Најјаката површина тука. Нема кој да го обработува. Нема шо тука. Несигурниот пласман со години и нерентабилното производство се двете главни причини заради кои добар дел од младите со бугарски пасоши се иселија изминативе 2 децении, па во дел од струмичките села се повеќе возрастни и пензионери, а нивите обраснати со треви и грмушки.